вечер, драги пријатели и драги непријатели, добро дојдовте во моето ново видео. На денешна тема се едните и единствени професори. Образованието е еден многу битен сегмент, односно дел од нашите животи. Се состои од 4 етапи. Прво завршуваш градинка, па завршуваш основно, па средно и факултет. Факултетот не е задолжителен, ама сите испозавршија факултети денес, така да ја мислам дека баба ми да сака ќе заврши факултет, ќе ја урами дипломата и ќе ја стави пред телевизор кај сензорот човече, и после нема да имења далинското. Па нема да ти имења далинското. Ама тоа е една зависност, ќе остаеш, друга ќе зафатиш. Ќе се тргнеш од ставање миленце на сензор, тоа ќе го забориш, ќе почнеш дипломи да ставаш, од ваму, од таму. За да бидеш едуциран граѓанин, потребно е да имаш смирен и едуциран професор кој ќе знае добро да го пренесе неговото знаење, ако го има, на тебе. Први навета се машкиве професор. Имаш 3 типа. Првиот тип е оној кој јас најмногу го сакам. Среден, скоцкан, дотаран, доаѓа ти предава и си оди. Втор тип. Он е стар, ама сака да не биде стар. И он е убеден дека е дел од тебе. Он на часови, знаете што муабети прави? Види, Перо. Ја кога бев на ваша возраст, и колку сум растуран. Дечке е потивко таму последна клупа? Што си ти швалераше? Тоа е, старе. Еве ја ќе учам од вас. Вие ќе учите од мене. Ке си се подучуваме. Овие професори ти ставаат, нели, петки и четворки, ти мораш секогаш да им се смееш на нивните анегдоти, колку и да не се, нели, смешни, ама имаш добри оцени. Третиот тип на професори се професори педофили. Они се палат на деколте, они се палат на добри. Е, ако немаш ништо од тоа, од женските професорки имаме малку за нијанса повеќе типови. Имаме стара, изреволтирана и искомплексирана професорица со стандард торта фризура, која хара низ училишен ходник, човече, значи хара. Она е секогаш изнервирана, она е секогаш нервозна, она се лути на системот, се лути на сите вас. Она влегува, значи не влегува. Она од канцеларија излегува со дерење. Зашто таблата не е избришана, ученици? Следен пат сите ке ве запишам, ученици. После имаш исто стара професорка, ама она не е изреволтирана, она е спротивното. Нези е досаден, она едве чека да дојде пензија, човече, и да вие не држите час. Она ви раскажува за внуците. Ми се роди внука. Да. Ангела со Ѓ ја крстине. Да, сега у пензија ќе одам ја уша малку, супер ќе си го чувам бебчето, сладко. Една свекрва што имам, абе да не можам да ја трпам, шо? Не. Иначе ако влезе инспекција, повторуваме. Тоа е едно сладко бабиче кое те замара со нејзина животна приказна, ама ти глумиш дека ја слушаш и глумиш дека ти е интересно, бидејќи подобро тоа колку да научиш нешто ново, нели? Стандард средношколски мозок. Имаме млада, згодна професорка која ги руши кодексите на облекување во училиштето, иако
пред да започнеш со учење, пред да започнеш школската година, има соопштение кое вели дека не смееш да носиш деколте, не смееш да носиш менич, не смееш да носиш тикли и треба да бидеш прикладно облечен и се тоа. Она доаѓа во менич, во длабоко деколте и она е сонот на секој средношколец. Ако часот трае 45 минути, она доцни 20 минути, бидејќи се скршила штиглата на скали, следните 20 минути ги поминува во смешкање на комплиментите кои се дадени од страна на незините ученици и останатите 5 минути ги користи во тоа да ви каже дека следниот час правите тест на 75 непредадени лекции. Имате и една професорка која нема торта фризура, која е во незини средни години и мисли дека е смешна и дека знае се. Она најчесто кажува вицови за презерватив, за тоа како во незино време се носела штафетата на Тито и она била во првите редови и тебе тоа треба, значи не треба, мора да ти е смешно. Ако не ти е смешно, оваа фина, чил, во средни години професорка станува изреволтирана, агресивна и гневна професорка во средни години. Мојот омилен тип се оние нови професорки кои доаѓаат во класот и одма ја гледаш од глава до пети. И тука е главната битка. Кој ќе ја освои е водачот. Ако ја освојат средношколците, професорката очекувајте дека во наредни 2 месеци напушта работа. А ако освои она, тогаш очекувајте дека учениците нема да се појават на часот. Они се секогаш чучетивки на предавањата на почетокот и едва слушаш дека зборат. Е моментот кога она многу страшно ќе се изнервира и почнува да се деру фалсет. Ве молам ученици, тишина, ве молам! Реко, ве молам, тишина! И тука тебе те мава на емоција и ти се смируваш. Она сваќа дека со дерење се постигнува успех и тука ти се цела година. Многу ми е жал, ама битката е изгубена. Се гледам во следно видео.